Здраво, ново издание на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменогов. Ние што следиме економија подолго време, у суштина чекаме 3 документи што произлегуваат во текот на годината. Секако знаете дека буџетот го чекаме и му се радуваме за да ги видиме у суштина политиките што ги предвидува секоја актуелна власт и затоа тој документ ни е исклучително важен, а треба и на сите нас да ни биде важен, бидејќи покажува накаде ќе се движат економските политики и што може да очекуваме во годината што следува. Значи го сакаме тој документ каде што се зборува за тие државни бројки. Но исто така чекаме уште 2 документа, а тоа е оценката на пример на германската комора што ги здружува германските фирми во Македонија, која оценува што се случува во економијата во Македонија. Многу често се случуваше да дадат оценка и 0, но има исто така еден исклучително важен документ, исклучително важна анкета која што исто така ни е многу важен репер за бизнис климата. Тоа е анкетата што ја спроведува Советот на странски инвеститори при Стопанската комора. Вршат анкета на 50 на фирми кои што вработуваат некаде над 40.000 вработени, ако добро ме служи бројката, но за бројката ќе ме поправи дали толку се вработени 45.000? 40.000 во фирмите кои одговорија на анкетата. Кој одговорија на анкетата, да. Ова е мојот гостин, ова е Виктор Мизо, он е председател на Советот на странски инвеститори. Добре дојдовте еве и официјално. Благодарам на поканата и благодарам што нашиот документ и анкетата ја ставате во ваква високо рангиран документ на кој вие како новинари од економската сфера имате големи очекувања да видите што и како ние таму сме размислиле и кои се насоките и идеите кои ги даваме. Да, зошто ни се важни овие 2 документа, мислам, освен буџетот и двата анкетите што ги имат и германските компании, но и вие, у суштина имаме најдобра независен преглед што се случува. Немаат потреба у суштина во тие анкети, ајде да кажеме некои дневни политики да вметнуваат очекувања да едноставно си ја гледаат бизнис, тие компании бизнис компонентата и си гледаат, даваат објективно мислење. Затоа го ги чекаме тие документи, тие оценки, затоа доаѓаме на настаните кога ги презентирате, бидејќи најчесто не јаде денот, па немаме време за други слични анкети или мислења, но за ова имаме. Ајде да почнеме први на она што мене најмногу ме интересира, веројатно јавноста. Ја завршивте анкетата за 2024, беше презентирана пред 3-4 недели. Што покажа оваа анкета за минатата година? Прво, она што кажавте, репрезентативниот примерок на овие компании е многу важен за македонската економија. 50 компании одговорија од вкупно околу 130 членки кои ги имаме, но овие компании вработуваат над 40.000 луѓе, досега имаат инвестирано над 4 милиарди евра во македонската економија, само минатата година од овие компании беа вложени дополнителни 270 милиони евра, значи од онаа бројка малку над милиарда евра странски инвестиции, значи дека околу 25%, една четвртина од таа бројка доаѓа од овие компании кои одговориле на анкетата, и тука влегуваат компании од сите сектори, не само производствениот сектор, тука влегуваат компании од сервисни услуги, од енергетика, телекомуникации, на анкетата одговара и ТАВ, значи аеродромите, инфраструктура и сите оние други компании, без разлика дали нивната локација е во или вон технолошко-индустријските развојни зони. Соодносот беше 47 со 53%, што значи дека добивме многу реална слика. Сите овие компании се компании со странски капитал, без разлика дали се дојдени тие како Greenfield, како Brownfield инвестиции или се присутни на пазарот во Македонија од времето на процесот на приватизација или аквизиција на некои предходно државни фирми и се регионално дистрибуирани низ сите 8 плански региони. Иако реалноста наша е таква каква што е, 51%, односно пола од компаниите се лоцирани во главниот град и околу главниот град. Да, и град Скопје, односно регионот, Скопскиот регион е познат дека најмногу учествува во бруто домашниот производ на државава, над околу 50% мислам дека е со БДП, то значи Скопје произведува учествува во бруто домашниот производ како половина од тоа што учествува остатокот од државата. Ајде, кои се главните поенти на извештајот? Она не доби
јавност. За жал, дента кога го презентиравте извештајот, една изјава околу солидарниот данок ја зема славата на целиот настан, но ајде сега ова е можноста да зборуваме малце пошироко околу овој извештај. Ајде, кои се главните поенти на овој извештај, односно за 2024 година? Првата тема на која баравме став и мислење на компаниите присутни во држава е инфраструктурата. Колку се тие задоволни со инфраструктурата. Кога зборуваме за инфраструктурата, тука зборуваме за постоечката инфраструктура, патна инфраструктура, но истовремено на локациите каде што тие работат, некои од тоа може да бидат индустријски зони под ингеренција на општина, технолошко-индустријски развојни зони под ингеренција на држава, и видовме дека има зголемено ниво на сатисфакција. Минатата година позитивно на оваа анкета се изразија само 10% од компаниите, оваа година 18% се изразија позитивно. Некој ќе рече, ама 10 или 18, тоа е уште далеко од половината. Се согласувам, но барем има некој позитивен тренд. Бидејќи инфраструктурата е нас, знаеме дека веќе долги години е рак рана, без разлика дали дефинираме до каде сме со автопатиштата или кој е нивото и квалитетот на инфраструктурата споредено со она што е очекување на вакви компании во Западна Европа, а и во голем дел на земји во Источна Европа. Да подсетам само на минатиот подкаст, го завршивме буквално со коментарот на Димитар Цветковски од Макстил дека има подобрување на пример во железничката инфраструктура со решавањето на загубите и носењето на локомотивите по подолго време имаат редовна можност транспортот да се одвива по железница. Тоа е веројатно од оние 8% дополнителни што се. Дел од компаниите, знаете, поголем дел од компаниите користат патна инфраструктура за основен начин на комуницирање и транспорт на нивните репроматеријали, но и робата до европските пазари, но компаниите од металуршкиот сектор, апсолутно железницата е основниот начин на транспорт за нив. Тонажата е многу поголема на железницата и влегува во кругот на фабриката, значи се е поврзано едно со друго. Тоа е значи за патната инфраструктура. Друго што содржи тој клучни елементи овој извештај? Она што беше кажано е кои се најголемите пречки кои биле најголемите пречки за водење на бизнис минатата година. И како прво, подиректно да ви кажам, тоа беше недостатокот на квалификован кадар. И кадарот беше на повеќе начини спомнат во оваа анализа. Потоа беше како второ најголемо влијание беше зголемените оперативни трошоци, значи трошоци за работа. На трето ниво беше бирократијата и она што значи непостапување или долгорочно чекање на некои административни постапки од страна на институциите, без разлика дали локални или државни, и правната несигурност и релативно честата промена на законите. Мислам дека ова не значи само 2024, тоа е долгорочен проблем кај нас во државата, и потоа на исто ниво беа корупцијата и проблемот со правосудството од една страна и од друга страна недостатокот на работна сила. Значи, ако ги кажам работната сила, едно е недостаток, а друго е квалификувана работна сила, што значи дека добар дел од овие компании, посебно да речеме од автомобилската индустрија, дел од нив се трудоинтензивни компании. Некои од нив вработуваат 2, 3, па и до 5 плюс илјади вработени. Знаеме дека како мала држава, каде што од оние периоди кога целиот процес на привлекување на вакви инвестиции започна пред сега, да речеме, 18 години, кога имавме невработеност од над 37%, таа невработеност на хартија денеска е околу 12%, ако не се лажам, реалноста мислам дека е таа невработеност директно во едноцифрени бројки, но едно од наоѓањата овдека беше не само дека нема доволно работна сила, колку таа работна сила која се уште расположлива, дали навистина сака да работи во индустријата. Бидејќи добар дел од овие компании се индустријски производствени компании, околу 75%, а 25% се од сервисни услуги. А квалификуваноста или знаењето на работниците, тука имаме неколку
да кажам, проблеми. Прво е средното стручно образование, кое долги години беше целосно запоставено и обично студентите кои беа најлоши студенти во основно училиште се запишува во тие технички стручни школи, иако тоа е изменето во последните 7-8 години од кога дуалното образование е воведено, но сепак тоа е релативно мала бројка споредено со сето она што е агрегирано од порано и потоа квалитетот на техничките универзитети. Техничките универзитети од гледна точка на, без разлика дали тоа електромашински, бидејќи поголем број на фирмите овдека им треба тој вид на хардвер. Не е тоа софтвер секогаш. Значи не велам дека студентите од финки не работат во овие компании, но многу повеќе машински, електротехнолошки факултет. И тука проблемот кој компаниите го кажуваат не само во анкетата, но и во дискусијата е колку од нив имаат практична работа, лаборатории, каде што сето она што го прават, може на најсофистициран начин она што е теоретски, да го внесат во пракса. И еден проблем што беше кажан, немаме задолжителна пракса за студентите од техничките науки. На кој начин тие, ако летото, наместо да одат на work and travel или на плажа или било која друга работа работат можеби по резорти во Хрватска или во Грција, наместо својата струка во период од 10 до 12 недели за време на летниот период да дојдат и да работат во компаниите кои се присутни тука, бидејќи ова е стандардно и во Соединетите Американски држави и во Западна Европа. Али одат на пример во Хрватска или во другите држави или во Соединетите Американски држави на пример затоа што ќе можат да заработат и да им остане некоја паричка и затоа го трошат своето време за да донесат некој денар од таму. Разбирам дека ќе заработат, не дека ако овдека работат нема компаниите да им платат, но со одењето на тие локации на никаков начин нема да допринесат кон својата една кариерна активност. Дали компаниите може да направат нешто за да ги задржат, да платат малце повеќе, да ги обучат малце повеќе, да им најават дека ако се обучат на пример за еден месец или нешто тоа ќе имаат повисока плата, па да си го изработат ќе ви кажам летото. Што ние како компанија правиме во Охрид, а тоа е случајот и со некои други компании из државата. Ние даваме, нудиме 10 неделна летна пракса, каде што и трошокот за сместување е платен од страна на компанијата. Нормално за тоа добиваат и плата за нивната 10-неделна работа. Работат на соодветен проект кој е апликативен за нивното образование и на тие најдобри практиканти нудиме стипендија за 3-та или 4-та година факултет со не само можност, туку придавање на таа стипендија и нудење на стипендијата, бараме обврска од нив да се обврзат дека по завршување на студиите ќе дојдат на определен временски период да работат кај нас. Јас имам од оваа година полнолетен син, на пример, минатото лето, значи во 2024 го помина работејки, не дојде со нас на годишен одмор, си го изработи одморот, си заработи некоја пара, но јас на пример како родител кој што сакам да го насочувам детето, би сакал да го насочам за да заработи малце и повеќе и да стекне вештини, за оваа можност не ја познавам. Дека кај вас на пример има таква опција, иако доаѓа од друга бранша, мојот син не е технички или сето тоа. Ние ова го нудиме и за нетехнички. Но доаѓаме до моментот и јас не сум информиран. Зошто ние како бизнис заедницата, зошто бизнис заедницата не може да дојде да не информира нас, јас следам ово, не го знам овој елемент. На саеми за вработување на техничките факултети. Ова го нудиме. Присутни сме таму и он е средношколец, средношколец или работи летниот средношколците кои работат кај нас се средношколци кои се во средностручно образование, со дуално образование. Зборувам овдека за факултетските. Значи сите што се после втора година факултет, но истовремено примаме практиканти и од факултетот за царина и туризам во Охрид, бидејќи тие ни требаат за одделот логистика. Примаме и луѓе кои се практиканти врз основа на студирање на бизнис или економија, бидејќи тие ни требаат во секторот финансии. Така да секоја компанија наоѓа начин или на универзитетите кои се најсоодветни или во регионот каде што се лоцирани, но истовремено ова и јавно го објавуваме на порталите кои се портали за вработување, кои се користат низ држава. Така да од таа гледна точка проактивноста треба да биде и од страна на студентите или идните заинтересирани млади луѓе. Така.
Се оддалечивме малце од главните поенти на извештајот, се задржавме на веројатно најгорливови ова со работната сила, Ако недостатокот и можам околу квалификацијата. работната сила да кажам кои се најголемите причини за недостатокот на работната сила, Така. бидејќи тоа беше директно кажано на анкетата. Како прво е неконсистентност и брзо напуштање на работното место по добивање на работно место во овие компании. Зошто? Многу интересно прашање. Можеби начинот на работа и очекувањата од вработените е различно од мултинационални глобални Така. компании, каде што навистина се очекува ако ви имате 7,5 часа ефективна работа, без разлика дали работите во производство или во администрација, тоа значи дека тие 7,5 часа навистина треба да работите. Што да не коментираме, но так сигурно во јавната администрација тоа најчесто не е случајот. Дополнително, она што го кажав, недостаток на интерес на работа во индустрија. Потоа, недоволно практично знаење и искуство. И тоа недоволно практично знаење и искуство креира на некаков начин незаинтересираност да се работи во вакви струки. Потоа, несоодветна едукација, значи едно е практичниот дел, друго е она што значи теоретскиот дел, и на крај имаме нешто што е случај во Македонија веќе долго време, а тоа значи луѓето ја напуштаат државата. Така, иселувањето. Иселувањето и ова се топ 5. Има и други, Така. иако мислам дека порано, пред 3 или 4 години, работата во администрација беше на повисоко ниво, зошто не доаѓаат да работат кај нас отколку што е сега, бидејќи сега и платите се далеку поразлични Така. во овие компании. Сега доаѓаме до она што мене ме интересира исто така, освен ова што е интересно. Има ли подобрување во извештајот за 24-та во споредба со 23-та на бизнис климата? Се подобрува ли генерално? Сега, например, власта ќе сака да си препише актуелна власт на нивниот успех, но да не забораваме дека 24-та е и на претходната власт и на оваа власт и секогаш има малце стегање на економијата и давање подобри резултати, и институциите се стегаат бидејќи доаѓа до промена на власт, но веројатно заслугите ќе одат по пола на едната и на другата власт, но има ли подобрување или влошување, ако има заслуги? Добро е прашањето, бидејќи секогаш ова кај нас се гледа и политички, Так. кој за што бил заслужен. Така. Минатата година, ако гледаме така, да, кога биле изборите, кога се формирала новата влада, но секогаш колку време пред изборите и колку време по формирање на новата влада, овие биле главните теми или фокусот. Така да, јас дури минатата година не би ја кажал како кому ќе му даваме заслуга, да или не, туку да ја гледаме како една преодна година, каде што правиме пресек до каде сме и што треба како да одиме понатаму. Околу 2 работи. И направивме што се случило минатата година, колку компании биле погодени со намалувања на обемот на работи или нарачките, поради она што значи европската економија, но истовремено побаравме на компаниите да ни кажат што ќе се случи оваа година. И морам ова да го кажам, иако е индиректно и тоа е поврзано со бизнис климата. Од гледна точка на обртот. Обртот значи извоз или услуги кои се пласираат на домашниот пазар, еднаков е бројот на компаниите кои кажале дека ќе имаат зголемување или намалување на нивните активности. 41 со 42%, а 17 кажале ќе бидат на исто ниво со минатата година. Но од гледна точка на број на вработени, она што е интересно е дека 45% од компаниите кажале дека ќе има намалување на бројот на вработени оваа година, 36% кажале дека ќе има зголемување, што значи дека се очекува да се зголеми ефикасноста и продуктивноста. Да останеме на релативно исто ниво, бидејќи е баланс помеѓу зголемување и намалување, но со релативно гледано помал број на вработени. И тоа продуктивност, ефикасност е многу важна. Она што е интересно, оваа година во споредба со минатата година, 48% од компаниите кои беа анкетирани кажале дека ако денес треба да, односно кога ја правевме анкетата, треба да одлучат дали ќе инвестират за прв пат, не дали ќе реинвестират. Тоа е не исто прашање. 48% кажаа да. Минатата година, кога правевме оваа анкета, таа бројка беше 40%. Во 24-та рекле дека ќе реинвестираат 48, а во 20, за 23-та 4, не ќе реинвестираат, ќе инвестираат за прв пат. Што значи дека 40 споредено со 48 имаме зголемување од 20% поени. Но сепак 30% рекле дека не знаат дали би го направиле тоа, а 22% рекле не.
Дали е лоцирано овие 20% зошто се незадоволни не би инвестирале за прв пат? Ако ги прашаме. Кои сектори се, што е проблемот, зошто не би? Гледајте, ова е анонимна анкета. Така, добро. И кога е анонимна анкета, не можеме директно да прашаме кој зошто тоа Зошто го направил, така? бидејќи Ке се многу е идентификуваат едноставно, многу ако е кажат. зашто сме мала држава и Така ќе е. знаеме кој Така. што како. И е многу важно што ева анонимна анкета, бидејќи на тој начин реалноста излегува на површина. Затоа и ние сакаме да ја А обработуваме да не како биде. новинари. Сега, визави вашето прашање, ќе ви кажам кои се главните фактори кои се носат за инвестирање, кои ги кажале компаниите. Бидејќи не сметам дека сегогаш факторите кои компаниите очекуваат да бидат задоволени, се истите оние фактори кои ние ги нудиме како држава. Бидејќи тука мораме да имаме соодветен спој. На највисоко место е ниски производствени трошоци. Не low cost, Така. best cost. Концептот не е само која е цената на работната сила, туку која е цената на работењето. Така. Тоа е прво. На второ ниво е пристап до квалификуван кадар. На трето ниво е позитивна бизнис клима, потоа е ниски даноци, државна помош. Тие се петте најголеми фактори кои влијаат на инвестирање на компанијата за прв да пат. речеме, не поради ефтината работна сила. Целокупниот трошок на работа. На работа. Да. Така, тоа е Значи, да го тука рачистиме, имате не... многу индиректни трошоци на Така. работа кои не се поврзани со цената на работна сила. Значи не доаѓаат компаниите, не би инвестирале по прв пат повторно ако треба да инвестираат од нула, заради тоа што ќе најдат ефтин работник кој што ќе го платат 200 евра, туку затоа што се околу тој работник што се плаќа или за целиот бизнис е ниски трошоци, а може да биде високо платен работникот. Точно е, и ако Така. она што го кажавте околу трошоците, тоа е многу важно, затоа што минатата година, во 24 93% од компаниите кажа дека ги зголемиле платите, во просек за 11%. Значи зборуваме тука на целата лепеза на плати, без разлика дали е тоа работник во производство или е тоа менаџер. Така. Значи 11% било зголемување минатата година и објаснението затоа зборувам двоцифрени нивоа на зголемување на плати воопшто не се случаи во Западна Европа или во Северна Америка. Така. Таму зголемувањата на платите најчесто се директно поврзани само со инфлација. Со инфлацијата, така. И не повеќе од тоа. А ланија имавме 3,5 кај нас беше инфлацијата, но во 2024, а овде имаме 11% на сите вработувања. Добро, окей. Така е. И она што е важно е дека сите овие компании од една од овие причините која е многу важна, која коментирате државната помош. Може ми малку да се осврнам на тој дел од државната помош? На државната помош ќе се вратиме веднаш после првата пауза, бидејќи мораме да направиме простори за никаков нашите проблем. пријатели кои што возможуваат да се реализира овој подкаст. Значи пауза, па се враќаме за државната помош. Се надевам дека ви е интересно овој извештај кој што е исклучително важен за македонската економија. Останете и гледајте не после паузата. Се враќаме во подкастов, гостува Виктор Мизо како председател на Советот на странски инвеститори. Темата ни е извештајот, односно анкетата што ја спроведува во 2024 година околу тоа каква е бизнис климата во државава. Ова е исклучително важен документ, бидејќи анкетата е анонимна, ги опфаќа сите, е понудена, односно на сите странски компании со странски капитал во државава. Вработуваат овие компании над 40.000 вработени. Зборувавме за што се изјасниле компаниите, односно 50-тината компании од 130, мислам, колку што сте понудиле да учествуваат на анкетата, 50 одговориле на вашиот повик. Зборувавме за предностите, дојдовме до моментот на државната помош, зборувавме дека кај нас сакаат би инвестирале повторно, ако за прв пат им се понуди таа можност, 48 од сегашните компании, што се тука, 48% од сегашните компании, што е за 8% повеќе од
2023 година, при што еден од податоците беше интересно дека не доаѓаат заради тоа што овде има ефтини работници што треба да се платат по 200 евра, напротив, туку бизнисот им е поевтино од другите земји, односно чинењето на се што е околу работниците е поевтино во споредба со другите земји, и дека биле во 2024 зголемени платите за 11% на ниво на овие анкетирани компании. Запревме со државната помош, господине Мизо, што имате да кажете за државната помош, бидејќи долго време во јавноста има различни толкувања на оваа помош. Долго време, во право сте. Државната помош 49, значи проценти, значи половина од овие компании или добиваат државна помош, или се во процес на аплицирање за државна помош. Она што беше кажано е дека минатата година 39, односно 23-та, 24-та, 36% од компаниите се соочиле со некакво пролонгирање на процесот на исплата на државна помош. Што значи дека рокот кој бил превземен од страна на државата бил пробиен. Причини за тоа, според компаниите, бидејќи им дадовме можност и да го коментира тоа, првото беше бирократија. Потоа, втората причина беше, можеби несоодветно буџетско планирање. Бидејќи државната помош треба да е испланирана повеќе, значи буџетот се планира во август и во септември, за да помине во парламент пред крајот на годината за целата една година. Значи вие треба да имате долго време пред сознание кои ќе ви бидат финансиските обврски и колкава ќе биде сумата на тие пари. И третата причина е недоволно силната или обучена административен капацитет на институциите кои се поврзани со државна помош. И сега овие три елементи што ги спомнавте, се поправаат ли, и се од анкетава ќе се префатиме на нешто? Разликата е 3% поени подобро е оваа година од претходната, ама од 39 на 36 се соочиле со вакви, значи една третина од компаниите имаат договорите не се континуирано си имаат проблеми со државната помош. Само да напоменам на сите што не следат, кога зборуваме за оваа година, збориме за 2024-та, визави 2023-та. Не 25-та ја абстрахираме од се ова. Спомнавте дека се подобрила за малце, односно се влошила за малце за 3% поени состојбата. Мене ме интересира општо во споредба со 23-та каква е ситуацијата во целиот извештај, не сега за државна помош, не за економски, дали е бизнис климата подобра? Економски 24-та година европските параметри не беа многу подобри од 23-та. Германија втора година поред беше во рецесија, а и оваа година се очекува анемичност на нивната економија и растот во Европската унија ќе биде под 1%. Ние сме, како земја, многу зависни од извозно-увозно зависни од Европската унија. Мислам дека зависноста е високи 70 и нешто процент. А ги ја обработувавме во минатиот подкаст. И затоа она што го кажуваме овдека, само да довршам уште една работа околу државната помош, бидејќи е важна. Она што една од важните фактори кои компаниите имаат како забелешка е униформност и унифицираност како институциите кои нудат државна помош да имаат исти правила визави што е прифатлив трошок кој се прифаќа како оправдан инвестициски трошок при давање на државна помош и она што е барањето на овие компании. Мислам дека ова треба да се случи за сите, не само за странските, и за домашните компании, вклучувајќи оние компании кои добиваат помош врз основа на закон за финансиска поддршка, да има еден унифициран пристап без разлика дали се тие компании странски или домашни, и без разлика дали се тие лоцирани во тирсови или не. Начинот како се по сите меѓународни глобални правила, како и сметководствени правила, бидејќи сега се адаптиравме на најновите, но и по што значи тоа што е оправдан инвестициски трошок. И она што го кажавте вие, затоа сакам да ви кажам што се очекувањата во најголемите ризици кои се гледаат во 25-тата, бидејќи тоа произлегува од што било минатата година. Значи, дали е подобрена бизнес климата, имаме мали, не сакам да речам козметички, но имаме подобрувања. Но тие подобрувања треба да бидат врз основа на некој подолгорочен процес, бидејќи ние како компании до некаде служиме и како еден вид на
не институција, туку здружение koje прави така наречен policy advocacy, што значи дека ние лобираме за некои адаптации на регулативите кои директно нема да значат само подобрување на условите за нас како компании. Тоа ќе значи подобрување за сите компании врз основа на глобални практики и стандарди, каде сме ние лоцирани на други места, и тоа ќе допринесе и кон подобрување на бизнис климата во државата, вклучувајќи некој процес. Не сакам да ја крстам, бидејќи во минатото такво нешто постоеше регулаторна гилотина, но намалување на сите оние непотребни административни процедури. И тоа не мора да значи само за подобрување на бизнис климата. Па ние зборуваме и за подобрување и олеснување на процесот на добивање на работни дозволи и визи за странци. Можам да ви кажам дека за ова зборуваме 15, 17, 18 години. Во моментов, морам да признам дека се работи, има на ЕНЕР предлог на законот за странци, каде што ние како компании во рамките на следните 10 дена ќе ги дадеме нашите забелешки, како според нашите искуства и во други земји од Централна и Источна Европа. Бидејќи секогаш најчесто коментарот е, ама Брисел тоа не ни го дозволува. Ама и Чешка, и Словачка, и Полска се под Брисел правила и прописи, па таму не е толку тешко. И сакаме да направиме нешто да сме, ние не бараме да е подобро, барем да е на исто ниво со оние земји кои се конкуренти. Сакате полесно странска работна сила да се увезе или сакате дозволи за тие, например, раководствата, инженерите, што не недостасуваат менаџерите, што треба да управуваат со компаниите, што генерално тешко добиваат дозволи. Например, не можеме да оствариме, јас знам, со Ирак доктори не можат да дојдат во Македонија на семинари, ирачани ги викаат нашите фармацевтски компании за да им кажат кои лекови да ги користат, едноставно да направат промоција, не може да дојдат од Ирак во Македонија затоа што не може да влезна виза да обезбедат. Затоа што треба да одат до некоја најблиска држава каде што има македонски конзулат. И само кај што има најблиско и таму се чека и не им се кажува дека нема. Потенцијално во таа држава може исто така да имаат потреба од виза за да влезат како ирачани. Добро е прашањето. Во нашиот случај не е оној дел кој веќе дебата, мислам дека повеќе од 2 години, дали треба да имаме увоз на работна сила. Во нашиот случај најголем број од овие барања се однесуваат на менаџерски кадар, на технички специфичен кадар кој доаѓа тука и работи најчесто на почетокот на првите неколку години од почетокот на нова инвестиција додека сите работи се сетираат. Значи не можеме памет да увеземе. Памет да увеземе, но истовремено имате голем број на дворешни компании кои вршат услуги за нас, имплементираат или опрема, или носат нови софтвери кои треба да се адаптираат во работните процеси слично. И тие понекогаш доаѓаат овдека на 1 до 2 недели, што значи дека вршат дејност и работа. Како сите тие луѓе кои доаѓаат тука да работат за поддршка на постоечки компании, како нивниот влез во Македонија и престој ќе биде регулирано на ефективен начин по сите европски правила. И ние сакаме тоа да се поедностави, бидејќи некој ќе рече, ама тие не се вработени од вашата компанија, по која основа доаѓаат? Или процесот, колку брзо тоа се прави. Ако мене машина која е со електроника и автоматика одеднаш престане да ми работи и е недела, што ќе се случи? Мене ми треба во понеделник сабајле некој тука да биде, да дојде. Како тој ќе дојде, ако тој е од некоја земја? Еве да речеме дека тој е од, не знам, од Молдавија. Имаме експерт од Молдавија. Можеби во Европа имаме безвизен режим. Што ако тој е од Мароко? Каде што имаме голема концентрација на автомобилска индустрија. За да дојде некој од такви земји, ќе треба многу долг. За 1-2-3 месеца веројатно ќе дојде без проблем. Машината и производството, така да. Затоа таа работа ја адресиравме пред владата. Минатата година имавме 2 состаноци со премиерот и економскиот тим на владата и еден од тие најважните работи беше работни со актуелна влада. Бидејќи имавме 2 влади лани до избори и после избори. Со актуелна влада и тоа е квартален состанок, следниот состанок треба да го имаме некаде во рамките на месец март, каде што една од работите која покренавме и каде што од другата страна беше прифатено дека треба да имаме диалог со наши идеи и забелешки е подобрување, олеснување, оптимизирање на процесот на добивање на работни дозволи визи. Дали е полесно да се води сега бизнис во Македонија како странска компанија, односно компанија со странски капитал,
во однос на 2023 година? Кој е да сумираме околу ова Политички прашање? прашања ме прашувате. Па не е политички, политичко ќе беше ако ве прашав која влада е подобра, но еве 24-та рековме е пола-пола во однос на 23-та, па сакам да видиме што кажува анкетата. Подобро ли е 24-та Значи, во однос на 23-та? како што кажав, има некои подобрувања, но за да имаме драстично подобрување, ние сметаме дека некои од овие наши барања. Една, кажав, ова е работните дозволи виси. Другото е усогласување на целиот оној процес, што значи добивање на униформен пристап кон оправданите инвестициски трошоци, за да знаеме што и како сме инвестирале, што е потенцијално подлежи на државна помош. Дополнително, нешто што е важно е униформен хармонизирање на царинските трошоци. Пред околу 3,5 години имавме една група од околу, мислам дека имавме 258 царински тарифи, каде што имавме адаптација на истите врз основа на европските царини. Но тоа е процес кој мора континуирано да се подобрува. Дадовме една нова листа на царински тарифни бројки. Она што е последно што го имаме добиено од владата, дека во 2 фази тоа треба да се реализира од средината на оваа година, од 1 јули, и втората фаза од почетокот на идната година, што значи дополнително зголемување на нашата конкурентност тука, бидејќи станува збор за специфични компоненти кои доаѓаат најчесто од Азија, значи вон Европска унија, кои подлежат на царини, а тие царини кај нас постојат од времето на Југославија, кога имавме и локално производство и локален пазар, и тоа го штитевме. И сега на некои од тие производи имаме царини кај нас помеѓу 8, 10 до 15%. Додека во Европа царините за вакви компоненти се помеѓу 0, 2,7, 3%. Може да замислите колку е тоа неконкурентно овдека да го произведуваме, бидејќи треба да ги увеземе, да го направиме крајниот производ, да го извеземе, или пак да работиме на така наречен лон принцип на производство, но не сме ние во текстилна индустрија, ние сме во други индустрии и ова ќе биде полесно, поефикасно, иако ќе има можеби краткорочно намалување на приходите во царина. На долгорочен принцип, и таа анализа пред неколку години ја направивме со АФС и Светската банка, се гледа дека намалување на царините ќе допринесе кон дополнителни инвестирања и креирање на работни места и додадена вредност. И еве не се намалуваат зошто? Што ви одговараат? Немаме директен одговор, но процесот трае долго. Но сега стигнавме до некаде и очекувам, еве го јули е пред нас, бидејќи тоа е важно за нас во нашите буџетирања и планирања. Го намалуваме, јас би рекол, непотребниот трошок кој не постои во сестрински фирми кои работат во соседни земји. Имавте вие изјава околу минималната плата дека ви е непознаница ова што се тегне колку ќе биде, дали ќе се зголеми, нема да се зголеми. Едно е законско согласување, што го знаете, тоа е таа предвидливост законска, што си оди си ја калкулирате вие минималната плата и сите се останато, но гледаме дека во јавноста сега се зборува и за други предлози, па има комори што предлагаат 500 евра без со ослободени придонеси за разликата. Има различни варијанти што се зборуваат. Колку ова сево вас ви помага или одмага ваквите дискусии во предвидливоста на буџетирањето на платите и на трошоците за работниците? Многу добро прашање. Ова пред се креира несигурност. Зошто? Ние како мултинационални компании најчесто буџетирањата за наредната година, ако работиме фискална та година е иста како буџетската година за нас како компании, односно заедно иста е со календарската, тоа го правиме некаде во септември, најкасно почетокот на месец на октомври. И ние од вкупната сума, агрегираната сума на плати, правиме една анализа. Што значи директно платата за луѓето кои се во производство, што значи платата за луѓето кои се во администрација, луѓето што работат на технички струки или слично, и имаме различни градации на сите тие плати. И мораме ние однапред да направиме една планирана бројка за зголемување на тие плати. Не знаеки, 1 март е неколку дена од денес,
колку ќе е формално таа сума, дали ќе одиме по она законско решение каде што имаше формула, Така. влијанието на инфлацијата и на просечната плата Така. ќе влијае на новата Сега се плата зборува од за 1 март. 2000 денари дека ќе биде поголема минималната И искрено плата. да ви кажам, можеби тука има три чинители во процесот. Тука е владата, тука се организацијата на работодавачи и тука се синдикатите. Не знам, не сакам да речам, не е таа дискусија може би доволно транспарентна. Но и ние како компании немаме секогаш точно сознание што се случува. Кај нас или најголем број од компаниите кои се членки на Сојуз за странски инвеститори, јас колку што сум запознаен, огромен процент, немаат синдикати во тие компании. Репрезентативниот примерок на овие големи мултинационални компании во организацијата на работодавачи, мислам дека е релативно мала. Но тоа нас не афектира бидејќи треба однапред да знаеме што и како треба да направиме. Некои од нас ги имаат адаптирано платите независно од 1 март и во многу случаи без разлика колку ќе се зголеми минималната плата. Ние сме над таа сума, дури ако биде 500 евра плюс. Но знаете дека ако се зголеми платата оддолу нагоре, вие ќе имате влијание на сите други ваши плати, бидејќи едно е ако сте вие 20% над минималната плата, но ако таа се зголеми несразмерно, а дополнително на што разборувавме и каде е тука продуктивноста. Бидејќи без продуктивноста, знаете што, нас како компании што ни велат? Супер, 11-15% ќе зголемите сума на плати ова година, нема проблем, покажете ни 16% зголемување на продуктивноста. Нормално во капитализам. Така. Како тоа да го дефинираме во нашиот случај, каде што некој ќе рече или треба со помала бројка на луѓе да испорачате исто или повеќе, така. или да го зголемите, да ја зголемите ефикасноста, што значи автоматика, роботизација, дигитализација, но можеби тогаш ќе имате трошок за инвестиции, но можеби со помалку луѓе ќе можете исто тоа правите. Кога би било најдобро да ја знаете минималната плата, колку би била, за да знаете да се ориентирате, односно како би се движил? Ако е можно во октомври уште подобро, кога правиме буџетирање. Кога се прави буџетирањето за да биде предвидливоста поголема. Апсолутно, иако тоа можеби е невозможно. Така. И одлуката е да биде од 1 март, не е да биде од 1 јануари. Не можам да навлезам во тие детали, но ни треба многу порано отколку неколку дена пред тој ден. Така. Време е за втората пауза, останете со нас. Ќе зборуваме за автомобилската индустрија, каде што господинот Мизо е исклучителен експерт и знае за што се случува. Верувам не интересира и од бизнис аспект, бидејќи ние сме поврзани со автомобилската индустрија во Европа, но и на светско ниво е многу интересни случувањата, дали се враќаме на дизел и на бензин или ќе одиме пак на електрични возила, но тоа после втората пауза, каде што ќе ги видите нашите пријатели кои го овозможуваат овој подкаст. Трета третина од подкастов, гостин Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвестиции, зборувавме пред се за анкетата што има направена помеѓу своите членки за бизнис климата во 2024. Правевме споредба и со бизнис климата со 2023. Има подобрување, но треба уште повеќе да се стегнат силите за да има поголемо, позначајтелно подобрување на бизнис климата. Интересен разговор, но доаѓаме до еден друг дел што исто така мене ме интересира, а господинот Мизо е исклучителен експерт за тоа, тоа е автомобилската индустрија. Доаѓа од тој сектор, го прати тој сектор, има и меѓународни контакти и
се што не интересира за автомобилската индустрија во Македонија го прашуваме него. Минатиот подкаст зборувавме за падот на германската автомобилска индустрија. Светска вест веќе минатите неколку месеци беше Volkswagen, кој што прв пат од формирањето ќе затвара фабрики во Германија. Неделава имаше избори во Германија, таму има турбуленции политички, но ќе се задржиме пред се на автомобилската индустрија. Дали дојде време да кажеме електричните автомобили полека ќе одат во втор план, ќе се вратиме на дизел и на бензин, и тоа е веќе оноа што се форсира во Соединетите Американски држави со новиот председател, но и на светско ниво дека се менуваат работите, или можеби Кина ќе даде нов импулс на електричните автомобили? Благодарам на прашањето и на оваа една поширока тема, но прво една мала анегдота, рековте третата третина. Се осеќам како да играме хокеј. Да, баш хокеј. Да играме хокеј, па да видиме, бидејќи сме зима и има доста хокеј утакмици, така да Така, ја го сакам тој спорт, го следам, мислам, американскиот хокеј, така да европскиот. Значи, ајде да почнеме од Volkswagen. Volkswagen е втор најголем производител на возила во светот, за Toyota, веќе неколку години. Пред тоа, во еден краток временски период, тие беа најголеми, но сега се на второ место. Но Volkswagen е во неколку годишна криза. Не криза само тој Dieselgate, кога имаше манипулација со резултатите, софтверот, чи бил софтверот, дали некој знаел, не знаел, да не навлегуваме тоа, сигурно случајно не се случило тоа, сето. И од тој Dieselgate имаше многу големи пенали, кои беа во десетици милиарди долари, кои тие требаше да ги платат во Соединетите Американски држави, а Европа некако прекутно не реагираше на таа тема. Volkswagen, како и сите германски производители на возила, значи тука ги кажам и Mercedes и BMW, имаат најголем дел од производството, го пласираат во Кина, и огромен дел од профитот доаѓа од кинескиот пазар. Она што се случува на кинескиот пазар изминатите 2 години, значи многу зголемена конкуренција од локални кинески производители. BYD, Xpeng, Xiaomi, слично, NIO, тие ги слушаме и ги знаеме. Geely. Има толку многу производители таму за кои никој од нас никогаш нема слушнато. Тие се толку внатре технолошки напредни, со голем број на софистицирани електронски компоненти, и некои од нив дури имаат иновации кои воопшто не се аплицирани од страна на другите глобални производители на возила, а цената за која се продаваат е многу пониска од сето она на што сме ние навикнати во Европа. И од таа гледна точка драстично е намален профитот на сите големи германски производители. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes. Минатата година, посебно во ноември и во декември, профитабилноста само за тие месеци падна помеѓу 60 и 90% споредено со годината претходно, и уделот на германските производители на кинескиот пазар е паднат за повеќе од 1/4 во изминатите 2,5 години. Таму тие го генерира профитот. Од друга страна, трошоците за производство во Германија се највисоки од било која локација која произведува возила. Не само Volkswagen. Минатата година Bosch, Continental, ZF, Valeo, Michelin најавија намалување на број на работни места, значи ова се компании кои се пропратни кои се кои произведуваат компоненти. И ова се неколку од најголемите производители на компоненти, тоа е видот на индустријата која е присутна и кај нас. Дадоа бројки намалување на нивната работна сила во Германија многу повеќе од 50.000 вработени, што е голема бројка на луѓе. Тој повеќе од она што е анкетава што ја направивме ние кај нас. Дополнително, ако го гледате производството на возила на Volkswagen во Германија пред короната, прво глобалното ниво на производство на возила и продажби во 2017 и 2018 глобално ниво се уште не е стигнато на таа бројка. Но во Европа 25% помалку возила се произведува и продадува минатата година од 2017-2018. Така да Европа има многу поголема
разлика отколку светот поради кинескиот пазар, кој континуирано се уште расте. Но Volkswagen произведе 3,8 милиони возила во Европа пред короната. Минатата година таа бројка беше 2 милиони 840 илјади. 1 милион возила. Тоа е повеќе од 25% помалку возила се произведуваат. Што тоа значи? Гледате, ќе зборувам после и за царините. Но што значи дека бројот на возила во Европа се намалува пред се од европските производители. Зошто? Кинезите полека, но сигурно доаѓаат. За сега тоа се ефтини возила, не само електрични. Бидејќи најголем број на извозните возила од Кина, Кина стана минатата година најголем извозник на возила, го престигна Јапон. Никогаш тоа не се очекуваше дека ќе се случи. Најголем број, прво 80% од сите електрични возила во светот се произведуваат во Кина. Не мора да значи тоа се само кинески брендови. Тесла произведува во Кина. И Рено произведува во Кина. И BMW произведува во Кина електрични возила кои доаѓаат потоа на европскиот пазар. Значи, колачот во Европа е намален и дополнително колачот дел од кинеските производители кои доаѓаат на европскиот пазар, дел од нив ги гледаме ние низ улиците низ Македонија. Почнуваат да ги има. Но и Тесла, која најголем број од возилата на Тесла кои се кои се продаваат во Европа, не се произведени во нивната гига фабрика во Берлин, туку се произведени во Азија. Намалуваат обемот на работа на европските производители. Дополнително, Porsche имаше проблемот според мене. Едно е во Кина. Во Кина Ши Џинпинг и државата ќе каже одиме на електрификација и одиме на електрификација. Тамо нема кој да се побуна и да каже зошто и како. Во Европа, одлуката на Европската комисија, што ќе се случи до 2030 или 2035, мислам дека беше целосно политичка одлука. Немаше никаква врска со крајните корисници. Дали тие тоа сакаат толку брзо и по таа динамика да се прави. И гледам има земји во Норвешка над 85-89% на новите регистрирани возила се електрични. Но тоа не е случајот во другите земји. Германија во декември 23 ги укина царините. Се извинам, субвенциите за електрични возила. Германија беше една од 3 земји во светот минатата година која продаде помалку електрични возила во 24-та до 23-та, бидејќи ги снема субвенциите. Германија е најголем пазар во Европа, што директно влијаеше на нивните производители. Porsche, да сме реални. Ако сакаме да купиме Porsche, сакаме да го слушнеме звукот на моторот. Излезе Porsche Taycan, електрично возило. Многу добро возило. На вистина добро возило, соодветно подобро, по многу перформанси и од Тесла и слично. Но вие на Porsche Taycan, се не сакам ништо против нив да говорам, но да ставите турбо, каде е турбото во електричното возило? Мене тоа ми е малку чудно. Следно да не биде и карбуратор. Дупло и карбуратор, И дали е со 4 или со 6 цилиндри. И со водно или со воздушно ладење. Така да од таа гледна точка, заради традицијата ставаме нешто што е турбо, а возилото е електрично. Но продажбата на тие возила драстично се намали минатата година. И дури Porsche, пред другите германски производители, кажа дека ќе го успорат, се изабават процесот на трансформација кон електрификација и кон целосно електрични возила, бидејќи гледаат дека побарувачката не е онаква каква што се предвидуваше. Специфичната платформа на Мерцедес, EQB платформата, навистина беше, да не речам, дебакал и неуспешна, но многу помалку возила беа продадени од што се очекуваше на целосно електричната платформа, додека од друга страна BMW напреди еден специфичен начин на платформа која задоволува и електрични и мотори на внатрешно согорување и тука може малку да го балансира целиот тој процес. Она што гледаме е дека возилата од Кина, дали таму има субвенционирање? Апсолутно да. Дали е тоа транспарентно и дали ние кои не сме во Кина знаеме што точно и како се субвенционира? Мислам дека не. Без разлика што беа тие анализите што беа направени. Но мора да имаме една друга реалност. За време на администрацијата на Бајден
беше во Америка воспоставена пракса IRA Act, што значи Inflation Reduction Act, каде што се даваа големи субвенции за инвестиции во нови производствени погони во Соединетите Американски држави. Дали тоа не е исто така субвенционирање кое е различно по обем и по вредност од било што можеше Европа да даде, бидејќи Samsung, Intel, TSMC, производители на батерии кои Volkswagen одлучи да оди во Канада, а Канада даде приближно слични бенефиции како што даваат американците, за таму да се направи голема фабрика за батерии, како што даваат кинезите. И сега прави малце во Кина не е добро, вамо не го коментираме тоа. Не навлегувам во геополитика, но тие кинески возила кои добар дел од нив се дури поевтини од 20.000 евра или долари. Кога ќе дојдат на овој пазар овдека, па луѓето ќе речат, чекајте, што е толку лошо? Возилото има не само што вози, туку е навистина можеби и поубаво од некој од западноевропските возила и се тоа влијае. TikTok, што би рекле народски, да ти штукне умот што има електроника и ако не сакам ја електроника, едно чипче прегори и после тоа ќе се сликаш со автомобилот. Не, проблемот со кинеските тука е сервисот и услугата. Што ќе се случи, бидејќи не е многу лесно да сте нов производител кој доаѓате на пазар, а немате цела таа мрежа. Што се вика, ако возиме еве сега некој Volkswagenов автомобил, што се вика у трафика да отидеме ќе најдеме резервен дел и ќе го смениме, има и сервиси што знаат да ги работат например на Volkswagen или на сите овие што се европски брендови, имаме што се вика сервис, што е многу битен елемент, но дадовме една слика што се случува со германската автомобилска индустрија. Морам да ве вратам на малце на домашен терен. Вие доаѓате од таа индустрија, значи вашата компанија соработува со овие компании што произведуваат автомобиле. Како ќе се одрази тоа врз македонскиве компании што се во автомобилската индустрија? Ќе не удри сериозно или има шанси да се излезе? Добро прашање. Но нема еден униформен и лесен одговор. Зошто? Она што го кажав на почетокот е дека се намалува обемот на производство на европски производители на возила, на европски брендови тука. Најголем број од компаниите кои произведуваат компоненти во Македонија, нивните главни клиенти се во Европа. Да, и ние имаме некое производство кој оди во Кина и некое кој оди во Северна Америка, во Мексико, но тоа е мало. Претежно е за Европа. Кинеските брендови, кои во моментот само извезуваат, а со тек на време ќе дојдат да произведуваат тука, тие ќе ги донесат своите добавувачи заедно со нив. Тие нема да дојдат и да почнуваат да купуваат од Костал, од Континентал, од Бош, од Бросе, од Валео или слично. Не дека ние не сме добри или не сме можеби и подобри, не е тоа поентата. Најчесто ги носат оние производители на компоненти со кои тие долгорочно работат, знаат и соработуваат, слично како што го направија јапонците и корејците кога дојдоа во Европа или кога отидоа во Северна Америка, па после некое време успевате да влезете во тој supply chain, но тоа е јапонскиот модел на Керецу, каде што Toyota или сама или многу од компаниите има директен удел во сопственоста и тие произведуваат за нив. И за да влезете во тој круг на добавувачи, треба време. Тоа нема да се случи преку ноќ. Така да, тоа ќе значи дека, по мене, ќе мора да има во Европа реструктурирање. Нема сите производители на компоненти да обстанат. Прво, што ќе се случи со производители на компоненти кои работат за мотори со внатрешно согорување? Прво, дизелот, за разлика од кај нас, дизелот е многу помалку продаван во Европа и од мотори бензинци, дури плагин хибридни или хибридни возила, дизелот е веќе едноцифрена бројка. Кај нас не е таков случајот. Кај нас дизелот е се уште многу попродаван и нови стари возила споредено со она што е во Западна Европа. Но ако правите компоненти за цилиндри, за турбополначи, за вбризгување и слично, едноставно тој пазар ќе ви се намалува. Она што значи тука, ние неаме премногу такви компании кои прават метални компоненти за такви мотори. Но, зависно од моделот,
и брендот за кој тие компании работат тука и зависно од тоа каква е динамиката на продажба во Европа на тие производи, може да има влијание, бидејќи гледаме некои од компаниите веќе кажуваат има помеѓу 10 и 30% намалување на нарачките. Тоа значи дека некоја компанија можеби ќе одлучи да оптимизира дел од прво трошоците на било која локација, но потоа ќе види врз основа на сите оние компании кои работат за нив во Европа, каде е најсоодветно да можеби се направи поголема концентрација на едно место, а на едно или друго место можеби нема да има потреба од такви локации. Она што е важно за нас е две работи. Прво, некои од компаниите ќе се соочат со ситуација да природната флуктуација која постои, таа флуктуација може да биде 1, во некои компании до 2% на месечно ниво, да не секое работно место се пополни или не да се пополни веднаш со некоја временска разлика. Да не вработуваат нови за Да не вработуваат за испразнетата испразнетата работно место. Така е. Тоа не значи дека имаме отпуштање така, на немаме нови вработувања. Немаме нови вработувања, што значи имаме помалку вработени од она што сме го имале претходно, бидејќи имаме помалку обем на работа. Некои компании, можеби, кои работеле претходно, имале потреба од работа во смени дури и за викенди. Можеби тие викенд активности ќе се намалат, бидејќи работа во викенд е поскапа отколку работа во нормални 3 смени во 5 дена во неделата. Така да, не велам дека нема. Мислам дека може да има влијание тука, но драстични потреси не очекувам. Но она што е важно, и за нас, кои ги водиме овие компании тука, но истовремено и за државата, да има многу активен и директен пристап и она што не го спомнавме претходно за анкетата, aftercare. Помош, обслужување на постоечките компании инвеститори тука. Но не само да се разговара со локалниот тим. Најчесто локалните тимови или многу мал дел од локалните тимови ги знаат пошироките стратегии на тие компании. Тие стратегии се водат зависно дали компанијата од Европа или од Северна Америка, или во европските централи, или можеби во американските централи, канадските. Но да се има таква комуникација, да се види што се случува. Дали имате некакви потреби, што треба да направиме, како да адаптираме некои работи. Затоа брзо решавање на некои од овие забелешки кои ги имаме ние, ќе не стави нас како држава во подобра состојба од други држави, каде што потенцијално ќе се разгледува каде имаме на 5 места локации, можда ни требаат само 4 фабрики. Која ќе биде таа која нема да опстане во некој краток или среден временски период. Таа соработка, комуникација, активност од страна на институциите по мене е многу важна. Прво да се види кои се потребите, не сакам да речам проблемите, потребите, предизвиците на секој од тие компании, што им е потребно, може би дури да се размислува. Знаете, кога започна короната, кога имаше потенцијалот намалување на бројот на работни места, се изнајде некаков вид на подршка од страна на државата за зголемување на платите, за да има некакво... Не мора да биде тоа секогаш, не сакам да кажам каква точно мека, но треба да се има еден диалог и да се види каков вид на финансиска подршка специфично за овој сектор, кој е многу важен за држава, бидејќи повеќе од 50% од нашиот извоз е на оваа тема. Сега дојдеме до клучното прашање, што ова е политичкиот дел што треба да го одговорите. Верувате ли дека има капацитет државата, односно администрацијата, да се грижи вака за компаниите кои што имаат мајките компании им се во странство, едноставно да оствари со тие луѓе таму што раководат некаков контакт, да ги слушне нивните потреби, па да се преточи тоа овде во Македонија, па да се направат мерки за да се излезе во пресред, за да се бајпасира кризата и вие да останете, односно фирмите од автомобилскиот сектор да останат во Македонија. Да останат и дури можеби да го прошират производството или да потехнолошки. Другите кај што така е, бидејќи секоја криза е шанса. Апсолутно. Но дали имаме ние капацитет тоа да го направиме? Мислам сега да бидеме реални. Ама тоа прашање, мислам дека не сме да си го поставуваме. Бидејќи ако воопшто се двоумиме дали е така или не, тогаш имаме основен, базичен проблем. Мислам дека треба ние, како компании кои сме тука присутни, раководството на компаниите тука,
сме отворени, бараме да имаме ваква дискусија, да имаме споделување на информации и ние да помогнеме како овие средби да се остварат, но тука затоа е целиот оној процес како се случува во другите земји. Професионализација на сите оние институции кои се поврзани со работа со странски инвеститори. Бидејќи тоа било случајот и во Сингапур, и во Ирска, и во Чешка, и во Словачка, и на сите, и во Костарика, на сите оние места глобално, кои биле многу успешни во изминатите, во ирскиот случај од 50 години, ќе ви кажам директен случај. Во Ирска ние како компанија Костал имаме 2 фабрики, кои постојат, едната 1980, другата 1000 неколку години после тоа. Значи едната компанија е веќе тамо повеќе од 40 години. До ден денес имаме ние така наречен акаунт менеджер, некој кој е задолжен за нашата активност тамо, а во Ирска ние имаме во двете фабрики годишен обрт, односно извоз околу 300 милиони евра. Ирската економија е над пола трилион долари. 300 милиони евра од автомобилска индустрија, реално гледано, и без тоа, во Ирска нема да има никаков проблем, бидејќи ако гледате кои американски технолошки компании, биотехнолошки компании, производство на чипови и слично се тамо, нашата бројка е неколку децимали, неколку нули после децималната точка. Но се уште, од централата од Даблин, како и од нивната канцеларија во Франкфурт, на квартално ниво, бидејќи мојата функција не е само да ја водам македонската локација на Костал, туку јас имам и обврска во име на сопственикот на фирмата да се грижам за сите наши локации глобално, квартално ниво имаат комуникација со мене што, како се случува, дали ни треба помош, како може да го адресира тоа. Тоа е во Ирска. Во Ирска. Повеќе од 40 години сме ние тамо. Квартално ниво има барања за вакви состаноци, онлайн состаноци, а еднаш годишно, бидејќи одиме ние на оперативни проверки на секоја локација низ Европа, заедно со тој што е задолжен оперативно за Европа, заедно со него имаме состаноци со IDA, тоа е Irish Development Agency. И верувате ли дека во Македонија може тоа да се постигне, бидејќи Мора. Ако не се постигне, ако не се стремиме кон тоа, не велам, Ирска не е лесно да се реплицира. Да било толку лесно, многу други земји ќе го имале тоа од Ирска. Да стигнеме ние до 50% од нивото на услуги, од нивото на комуникација од нивна страна. Јас можам да ви кажам, во 2006, 2007, 2008 година, во Агенцијата за странски инвестиции, постоеше проект од Европска Унија, каде што експерти од таа IDA, Ирската развојна агенција, беа тука во Македонија да ни дадат нас, како млада држава која само што почна да се профилира во процесот на привлекување на странски инвестиции, нивно искуство и знаење. Минатата година на Македонија 2025 самитот имавме представничка од IDA Ирска, која го кажуваше нејзиниот поглед, бидејќи работи во таа институција повеќе, речиси 30 години, за сите оние работи, што како се случува. Кога ја прашавме тамо за корупција или бюрократија, како да ја прашавме за нешто, да рече, чекајте, тоа кај нас не постои. Да, ама ние имаме системски проблеми, но тоа е веќе и за политичари прашање. Ора што го кажувам е навистина важно, бидејќи бизнисот очекува исто или слично ниво од поддршка на сите оние локации каде што е лоциран. Значи на тој начин да имаме точка на што ќе соработува со бизнисот. И тој one stop shop, бидејќи само на тој не може секогаш ова да го правиме, ова е техничка комуникација. Никогаш не велам дека некој од највисокото ниво од политиката, премиер, вице-премиер, министер соодветен за овие работи, не може да има вакви средби. Но прво треба тоа да се одработи пред да се стигне до тоа. Треба да има стручно лице во администрацијата кој што ќе комуницира на пример со автомобилската индустрија во Македонија, задолжен човек што за одредена компанија, задолжен човек за втора компанија, задолжен човек за трета компанија и сите да ги знаат. И тие лица потенцијално според мене не треба само да се административни лица. Тие лица може треба да имат и соодветно образование и познавање на некои од тие индустрии, бидејќи ние немаме од премногу индустрии инвестиции, значи и да ги знае индустриите и да знае што точно е јазикот на индустријата и што се глобалните случувања. Да. Не може да биде лаички разговор. Така, тоа треба да биде специјализирани лица кои што ќе може тоа да го работат, но јас не верувам
дека во скоро време можеме вакви крупни чекори да направиме, но еве се надевам дека вие сте поголем оптимист од мене. Ќе останам уште една мала прашање во автомобилската индустрија и ќе финишираме со глобалниот данок. Дали Кина отиде на електрификација по политичка наредба, тоа се знаеме како се носат одлуки таму, но гледаме дека Трамп се обидува да го врати челикот и алуминиумот во Америка, но исто така и нафтата и нафтените деривати, односно дизелот и бензинот, односно моторите со внатрешно согорување, и се обидува да ја привлече фабриките да произведуваат автомобили, светските фабрики да произведуваат автомобили во Америка. Дали ќе се вратиме кон моторите со внатрешно согорување? Кој е, еве на пример во наредните 5-10 години, кој ќе биде трендот? Според ваше мислење. Регионално соодносот нема да биде ист. Во Кина ќе биде многу повеќе на електрификација, но Кина во моментот, минатата година, 24-та, имаше производство од нешто над 30 милиони возила. Тие имат капацитет за 45 милиони возила. Капацитет се уште не искористен. Од вкупните 82 милиони кои на глобално ниво се произведат. Значи, те имат повеќе од 50% од светското производство капацитет да го направат во Кина. Заради ефикасноста, делумно заради субвенциите, но заради ефикасноста, технологијата и она што е наречено economies of scale. Колку повеќе произведувате, толку е поевтина единица производ. Има некои размислување што сметаат дека без разлика на геополитичките, може Кина да рече, ние немаме никаков проблем, ние ќе произведуваме во Кина, ќе извезуваме во цела Азија, ќе произведуваме во Латинска Америка, ќе извезуваме Латинска, во Африка, во Русија, знаете, последните 3 години колкав процент, бидејќи се повлекоа западните брендови, ќе одиме во Европа онолку колку што ќе можеме. Со лоцирање на нивните фабрики тука, ако постојат царини, ако Америка не сака кинески производи, добро. Американскиот пазар е околу 15 до 16 милиони возила. Од над 80 глобално. Ти ќе речат, добро, окей, ние ќе имаме 80% од пазарот, на кој ќе сме лидери, овие 20% ќе им ги оставиме на другите. Дали ќе се стигне до тоа, не можам да кажам. Точно е, со Трамп има намалување на оние очекувања обврски кои различи и државата, односно федералната држава, но и поединетите држави. Знаете, во Америка, Калифорнија, Масачусетс се држави кои имаат малце по различни размислувања за електрификацијата. Toyota Prius се возеше во Калифорнија од страна на сите луѓе во Холивуд пред повеќе од 20 години. Тама се возеше така. Повеќе од 20 години. По филмови ги гледаме. Точно. 90-тите години. 90-тите тоа беше хибрид, многу посоодветно, по еколошко возило другите. Така да во Америка, но гледайте, во Америка ги имате и физичките дистанци. Тие дистанци кои постојат во Америка не постојат во Европа. Луѓето не одат на работа час и половина во еден правец. Има јавен транспорт подобар во Европа. Јавен, да, таму јавниот транспорт речиси да не постои. Така е, железнички нема. И тие дистанци и потребата за инфраструктура во толку голема држава е многу поразлична. Во Америка возилото представува слобода. Во Европа е повеќе неопходност. Во Америка знаеме колку возила имаме по глава на жител или по фамилија, а она што е во Кина инфраструктурата, кој ќе прави? Државата или приватните компании? Тесла прави сите оние суперчарџери и слично, ама колку и колку брзо. Така да од таа гледна точка нема да биде брзината на електрификација секаде иста. Некој вели хидрогенски возила ќе бидат водородни, ќе бидат многу поефикасни. Не сум сигурен дали е тоа за лесно возило или е за тешки товарни возила по соодветна технологија. И се очекувате ли да си се врати малце моторите со внатрешно согорување? Америка ќе си остане веројатно. Ама во Европа процесот на електрификација ќе продолжи. Освен ако директно не го смени Европската комисија она што значи CO2 лимитите кои се воведени и да видиме што новата германска администрација ќе каже визави субвенциите за купување на електрични возила. Јас сметам дека ќе воведат субвенции и Германија, за разлика од Европската унија, беше против, и не само Германија, и некои други европски држави беа против воведување на царини визави Кина.
Значи, у суштина, ако треба да се кладиме, за Европа и за остатокот од светот, освен Америка, би се кладеле на електрификација и продолжување на Со тоа што во Кина најбрзо, во Европа малку поспоро од очекувањето, но сепак ќе оди натаму, а во Америка долго Уште ќе време. бидат моторите со внатрешно Ете, оние, годување. има Тесла Cybertruck возат луѓе, но оние Ford F-150 и слично, Така. големината на тие габаритни возила не е соодветна за Европа. Така. И сега доаѓаме до последното прашање и да го затвориме подкастов. Солидарниот данок, нешто ми се врзма во глава, а не е тоа, туку глобалниот данок со вас. Треба да се плаќа, веќе за 2024 ќе треба да се плати во 2026, за да појаснеме за сите што не им е познат терминот, иако оние што не следат знаат веќе за што станува збор и подкастов го следат луѓе што се разбираат во економија. Треба да се платат 15% данок на добивка, кај нас е 10%, има разлика од 5%. Тој 5% сега е прашање дали ќе остане во Македонија, дали ќе отиде во матичните земји од кај што доаѓаат компаниите, бидејќи имаме многу компании со странски капитал и со странски собственици. Каква е состојбата во Македонија во моментов, кој се на Советот на странски инвеститори и сознанијата, кај ќе се плаќа, јасно ли е, не ли е јасно? Ние како Совет за странски инвеститори пред речиси 3 години во дискусиите со тогашната влада разговаравме за потребата за адаптација на Македонија со целиот овој глобален минимален данок, бидејќи доколку тоа не се направеше, ние ќе бевме на така наречена, да не речам црна, туку земја на некоја сива листа на земји, но истовремено тоа ќе значеше дека освен она што ќе го платиме тука, дополнителниот данок ќе моравме да го платиме каде што се матичните земји. Направивме една анализа и таа сума беше некаде околу 40 милиони евра, кој е дополнителен данок кој немаше да биде присутен тука. Околу 50 компании ги задоволуваат условите, што значи дека вие мора да имате глобален обрт од над 750 милиони евра, локално треба да имате обрт од над 10 милиони евра и да имате профит од над 1 милион евра. Доколку еден од овие три услови не ги задоволите, тогаш останувате да се плаќате 10%. Крајот на минатата година, мислам дека неколку дена пред новата година, беше изгласан овој данок, законот во парламент за глобален минимален данок, што значи дека, бидејќи тој требаше да биде апликативен за 2024 година. И како што кажавте, за таа година, овие компании во 26-та, значи има една година преодна, и тоа е по регулатива глобална, ќе платиме за минатата година. Веќе она што е специфично, не сите компании, но дел од компаниите кои добиваат државна помош, која е поврзана со корпоративниот данок. Во терзовите имате ослободување од плаќање на корпоративен данок, има компании надвор од терзовите кои го плаќаат данокот, па потоа го добиваат назад. Таму треба да се направи, веќе започната, ние како компанија бевме првата која побаравме ова да се адаптира. Ако целосно сте ослободени од плаќање или не го платите корпоративниот данок тука, сите 15% ќе ги платите во домицилната земја од каде што доаѓате. Тогаш кој е поентата тогаш државата вели ви даваме субвенција, не ни давате. Ќе го платиме целото тоа и потоа некоја компанија рече тоа што сме го плаќале, сега вратете ни го назад. Така да државата ќе го изгуби тој приход, после дополнително ќе треба да го плаќа. Нема поента. Значи, тие договори требаше да се адаптираат, или веќе во нашиот случај тоа е направено, да има алтернативна форма на државна помош која не е поврзана со некако вид на ослободување на корпоративен данок. По друга основа. Според мене, сите компании кои ова го задоволуваат, бидејќи ќе подлежат на законот, сепак тие, без разлика дали се 30, 40, 50, со тек на време нека бидат повеќе средства, како што нашата обемна работа и профитабилност ќе се зголемува, да останат тука, бидејќи во мала економија кај нас и 40 до 50 милиона евра во буџетот е голема сума. Бидејќи тоа е отприлика истата сума како солидарниот данок што го спомнав. Но ова ќе биде секоја година, нема да биде еднаш. Така и не адхок. Ајде да појасниме уште еднаш.
Значи, на пример, вашата компанија ќе си ги плати 15% данок сега во Според новите 2026. статутарно Ќе си ги сето на што треба. 15% ќе си лапне државата што се вика 15%, нема 10% па 5 да префрлате, сите 15 ќе ги платите во 2026, а помошта нема да бидете ослободени од даночни Да, туку ќе имаме друга алтернатива која што ќе ги добиете. Која што ќе добиеме? Како помош за вашиот бизнис. Како помош за инвестицијата. За инвестицијата. Но кога ќе заврши тој рок, Така. кога ќе ги исполниме сите критериуми и лимитот кој е поврзан со таа помош, нормално ќе функционираме и ќе си плаќаме 15% данок тука. Така да таа помош не е за секогаш. Така. Таа има лимитирано време на траење или вредност врз основа на вредноста на вашата инвестиција. Тоа е тоа. Тоа значи нема да имате даночни ослободувања, односно нема тие 15% од сега ќе си ги плаќате и сега ќе добивате друг тип законска помош која што има одредено време траење. Но гледайте, ова е сега важно како држава ќе се поставиме, дека во минатото велев имаме ниски даноци. Јас не велам дека немаме. Имаме, но нема да биде сето тоа апликативно сега за сите компании, така? Еве Србија да земеме. Србија, како пример, таму корпоративниот данок беше и останува 15%. Значи тие таму не требаше ништо да адаптираат. Значи сега тие треба да имаме некоја инвентивност, бизнис клима, подобрување и сите тие работи независно од тоа, но визави државната помош како што ви кажав не беше основната, но беше петта по критериум. Значи има многу 4 поважни работи од државната помош, но ако се споредувате и прилично слично, тогаш ќе останете на петтата да ја споредите помеѓу земја А и Б. Треба да најдеме како ќе направиме некоја друга шема или вид на државна помош кои ќе бидат се уште атрактивни визави конкуренцијата, а да не биде ослободување од корпоративен данок. Има ли најава за ваква инвентивност за државна помош? Јас од она што не можам да кажам дека ги знам сите детали, но нели треба да се направи потенцијално согласување или спојување на институциите кои се задолжени за инвестиции и нели сега имаме Министерство за надворешни работи и надворешна трговија, што значи дека инвестициите треба да одат под тоа министерство. Се надевам во целиот тој процес на усогласување на регулативите и ние како Совет за странски инвеститори побаравме да сме активно вклучени при носењето и дизајнирањето на некои од овие економски закони кои не афектираат нас, но каде што ние не заради наши бенефици. Немојте да и вие и слушателите и гледачите да сватат погрешно. Туку ние можеме да дадеме искуство како е и на други локации каде што сме лоцирани. Никој не рече дека сето она што ние ќе го предложиме мора да е секогаш прифатено и спроведено. Но барем да дадеме ние наше мислење и наша идеја како нешто може да се направи, бидејќи и нас не е важно не само за нови инвеститори, што значи за наше реинвестирање, како тоа ќе биде третирано. Бидејќи ние сме тука, ние може тој диалог да го имаме како би се дизајнирале такви мерки. Така. Ајде да видиме дали ќе има слух. Господине Мизо, многу ви благодарам што бевте дел од подкастов. Ви благодарам и на вас и се надевам дека начнавме неколку интересни и актуелни теми. Да, актуелни се, интересни се. Јас сакам вакви подкасти кај што малце ја гледаме и поглобалната слика, ја гледаме што не се случува во државата, но и поглобално. Вие сте добар соговорник на овие теми. Мене ми е интересна автомобилската индустрија, интересна ми е Кина, Соединетите Американски држави, бидејќи мислам дека на дневното новинарство премалце имаме простор да посветиме време на вакви теми и не јаде некако онаа дневната политика, дневната економија визави овие теми, така што сакам вакви теми. Уште еднаш благодарам, ќе бидеме во контакт, ќе ми гостувате во некоја наредна прилика. Здравје Боже, кога ќе има потреба, од мене уште еднаш благодарам за учеството. Благодарам на вас. Тоа беше се. В наредната епизода ќе видиме кој гостим, која тема. Вие останете добро и следете не, бидејќи темите се интересни и верувам дека и вас ви задржуваат внимание, бидејќи не секојдневни се овие разговори за малце пошироко од она што се случува во државава. Иако зборуваме за Македонија, малце зборуваме и во светот што се случува, бидејќи ние не сме пусто острово, туку нашата економија е тесно поврзана со Германија, со Европската унија, а за сега се зависи од Соединетите Американски држави. Бидете ми добро.